Голема суша го погоди македонското земјоделство. Отсуството на врнежи во изминатиот период е најголемиот проблем со кој се соочуваат земјоделските производители. Сите есенски активности се поврзани со влажноста во почвата, која во овој момент ја нема доволно, тврдат од управата за хидрометеоролошки работи. Штети има и кај овоштарите и кај градинарите. Професорите велат дека врз родот влијаеа и пролетните мразови и ниски температури. Но сепак да намалува на преносот кај голем број на култури, посебно во овощарството и лозарството, има и касните пролетни мразови, кои допринесуваат да се намали број, односно да се намали преносот, то измрзнување кое се јави малку покасно, веќе кога имаше оплодување кај овие култури, а исто така и самите високи температури и сушата даваат допринос за уште намалување и на други култури, па дури и на култури во услови на наводнување. Каде ќе го земеме градинарството. Голем број од овие градинарски култури заради тие високи температури и заради отсутство на инсекти полинатори и други причини беа намалени приносите, иако има услови на наводнување, заради лошо оплодување. Загриженоста е поголема и поради тоа што прогнозите за наредниот период предвидуваат слично време без врнежи. Се уште нема ни поволни услови за почеток на сеидбата на раните есенски култури. Сигурно досни за тоа што сушата се уште трае, врнежи немаме, не можат да се обработат површините, или тие што се обработени заради големата суша не сакаат да ги посеат заради проблеми со никнењето. Значи, и така покасне есенската сејба, значи од тие причини најмногу. Заради тоа што голем дел од површините остана необработени заради високите, заради сушата, заради тоа што не може да се обработат. Од сушата штети имаат сите видови земјоделски култури кои даваат намалени или воопшто немаат приноси, а и она што ќе го роди е со послаб квалитет, особено кај оние површини кои не се покриени со системи за наводнување.